Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе обработиме глава 2 од книгата Излез. Ако имате Библија со себе, отворете ја на тоа место и ако сте во можност, следете ме додека го читам текстот. Тоа ќе ви помогне подобро да го разберете текстот кој ќе го проучуваме. Пред да се случат настаните опишани во оваа книга, Јаков и неговото семејство беа 70 на број и дојдоа во Египет. 4 векови подоцна, потомците на Јаков беа повеќе од 2 милиони. Тоа е запишано на самиот почеток од книгата Излез. Всушност, оваа книга е продолжение на претходната, книгата Создавање. Помеѓу настаните опишани во овие две книги, поминал период од отприлика 3,5 векови. Излез започнува со тоа што ни дава извештај дека израелците беа робови во Египет. Со тоа се исполни ветувањето кое Бог му го даде на Авраам многу години претходно. Но Бог нема да дозволи таа ситуација да трае уште долго. Преглед на книгата Излез. Главниот лик во оваа старозаветна книга е Мојсей, ослободителот на израелскиот народ. Во првата глава од Излез е опишана состојбата во која се наоѓа израелците во Египет. Во втората глава е опишано раѓањето на Мојсей и првите 40 години од неговиот живот, кој ги помина во палатата на фараонот. Во глава 3 читаме за повикот на Мојсей и вторите 40 години од неговиот живот кој ги помина во Мидијанската земја. Потоа, почнувајќи од глава 4, читаме за тоа како Мојсей се врати во Египет и му кажа на фараонот дека треба да го ослободи народот. Во главите 12 до 14 е опишано ослободувањето на народот, а во главите 15 до 18 нивното движење кон планината Синај. Околностите поврзани со добивањето на Божиот закон се опишани во главите 19 до 24, а нацртот за изградбата на шаторот во глава 25 до 40. Пред да почнеме со детално проучување на оваа книга, сакав да ви дадам генерален преглед за настаните кои се обработуваат во неа. Книгата Излез е продолжение на настаните кои се запишани во книгата Создавање, додека пак Левитска, броеви и повторени закони се продолжение на тоа што е запишано во Излез. Главната тема на оваа книга е Божјото ослободување на израелскиот народ. Додека размислуваме за животот и делото на Мојсей, мислам дека е добро да имаме на ум и некои други извештаи поврзани со него. Ќе прочитам неколку стихови од посланието до евреите, кои накратко го објаснуваат неговиот живот, но и главната поента на книгата Излез. Слушнете што напиша авторот на посланието, кое било пратено до христијаните со еврејско потекло во првиот век. Со вера Мојсей, откако се роди, 3 месеци беше криен од родителите своји, зашто видоа дека детето е убаво и не се уплашија од царската заповед. Со вера Мојсей, кога порасна, се откажа да се нарече син на фараоновата ќерка и повеќе сакаше да страда заедно со народот Божи, отколку да ужива во минливите гревовни наслади. Страдањето заради Христос го сметаше за поголемо богатство отколку ризниците на Египет, зашто предвид ја имаше наградата. Со вера тој го напушти Египет, не плашејќи се од царскиот гнев, зашто веруваше во оној кој не се гледаше како да го гледа. Со вера тој направи пасха и попускување со крв, та истребувачот на првородените да не се допре до нив. Со вера поминаа преку Црвеното море, како по суво, кое што се обидоа и египтјаните да го преминат, но се издавија. Тоа е краток и конкретен опис на настаните запишани во книгата Излез. Првите 40 години на Мојсей во Египет. Проучувајќи оваа книга, ќе ги дознаеме деталите за тоа како израелците беа ослободени од робство. Ќе го прочитам првиот стих од глава 2. Еден човек од племето Левиево отиде и си зеде жена од ќерките Левиеви. Ова се всушност зборови напишани од Мојсей. На некој начин станува збор за кратка автобиографија. Како што можете да забележите, тој не ја опишува неговата семејна позадина со возвишени зборови, туку ни дава до знаење дека неговите родители беа обични луѓе. Претпоставувам дека секој од нас ќе искористеше можноста да каже што повеќе за своите родители, но Мојсей не сметал дека е тоа потребно.
Неговите родители беа просечни луѓе, со потекло од племето на Леви, а живееја во Египет и беа робови. За разлика од денешното склопување бракови, кое многу се романтизира. По тоа време мажите знаеле дека им дошло време да се женат, оделе да најдат соодветна партнерка и релативно брзо стапувале во брак. Тоа е краткиот опис кој Мојсей ни го дава за брачниот живот на неговите родители. Во друг дел од книгата Излез, конкретно во глава 6, Мојсей ги запишал имињата на неговите родители. Татко му се викаше Амрам, а мајка му Јохеведа. Двајцата потекнуваа од племето кое му беше посветено на Бог за да му служи во шаторот, а подоцна и во храмот. Стих 2. Жената зачна и роди машко дете, па кога виде дека е многу убаво, го криеше 3 месеци. Тоа е единственото нешто кое го знаеме за Мојсей како бебе, дека беше убаво и здраво дете. Забележете дека воопшто не се обидува да даде подетален опис на неговата семејна позадина или пак на неговото детство. Можеме да кажеме дека Мојсей беше доста скромен човек. Слушнете што пишува во стих 3. Но, кога не можеше повеќе да го крие, зеде кошниче од трски, го облепи со асфалт и смола и откако го стави детето во него, го однесе во трската крај реката. Има неколку нешта на кои треба да обрнеме тука внимание. Прво, не само што Мојсей беше здраво и убаво бебе, туку и не плачеше тогаш кога не треба. Сигурен сум дека тоа беше по Божјата милост, па затоа мајка му успеа да го крие одреден период. Кога беше бебе, Мојсей имаше самоконтрола, но кога стана возрасен, во еден момент до толку изгуби самоконтрола што уби човек. Но затоа ќе размислуваме во некоја од следните епизоди. За сега, читаме дека мајка му го криеше одреден период за да не го убијат. Мислам дека денес има некои христијани кои не би го сториле тоа што го направи Јеховеда. Таа сакаше да го заштити своето бебе и затоа одлучи да го пушти по реката, за да го најде некој друг и да се грижи за него. Некој можеби ќе рече дека ќе беше подобро да му верувала на Господ и да го чувала бебето. Но дали е тоа навистина доверба во Бог? Треба да разграничиме помеѓу доверба во Бог и искушување на Бог. Не можете да бидете сигурни во тоа дека Бог ќе направил египтјаните да не забележат дека има машко дете во куќата. Некои луѓе велат дека верата значи да се направи чекор во непознатото. Иако во некои случаи тоа може да е вистина, сепак не се согласувам дека е секогаш така. Верата значи да се надеваме на Бог врз основа на тоа што го знаеме за Него. Тоа не значи дека Бог од нас секој пат бара да направиме чекор во непознатото. Во случајот со Јохеведа, можеме да кажеме дека таа му веруваше на Бог и токму затоа одлучи да направи кошница од смола, трски и асфалт и го пушти бебето низ реката, со цел да го најде некој кој ќе може да се грижи за него. Не само тоа, а сестрата негова застана подалеку, за да гледа што ќе стане со него. Бог ја исползува и љубопитноста на сестрата на Мојсей, за да ги постигне своите цели. И таа, како и мајка им, имаше удел во Божиот план. Пред неколку години разговарав со една жена во врска со нејзиниот син. Тој беше во затвор веќе неколку години и реков дека треба да преземе некои чекори за да му покаже грижа и љубов. А таа ми рече дека ако ме послуша, според неа тоа би значило дека нема да му биде послушна на Господ. Не и реков дека сум 100% во право, но сакав да ја дадам до знаење дека некогаш верата во Господ не значи седење со скрстени раце. Мајката на Мојсей можеше само да го стави бебето во кошница и да го пушти низ реката. Но верувам дека таа и рекла на Миријам, сестрата на Мојсей, да оди и да види што ќе се случи со него. Ќерката пак, фараонова, слезе до реката, за да се капе, а и незините слугинки одеа покрај реката. Таа го забележа кошничето во трската, па испрати една од слугинките своји да го донесе. Ќерката на фараонот слезе до реката Нил за да се капе. Има неколку нешта кои сакам да ги напоменам во врска со овие стихови. Пред неколку години бев во Египет и туристичкиот водич ни покажа место за кое се верува дека било локацијата каде ќерката на фараонот го најде Мојсей. Искрено, не ми се верува дека ќерката на еден од најмоќните владетели се капела на толку нечисто место. Не само тоа, туку местото кое ни го покажа беше јавно. Не верувам дека таа се капела на јавно место. Во тоа време луѓето имале поинакви вредности од денешните.
Особено богатите и видните луѓе не ја покажувале својата голотија јавно, како што е случајот денес. За жал, оние кои имаат видни позиции во денешното општество, мислат дека можат да прават што сакаат и многу често се глупираат во јавност. Во тоа време, оние кои имале високи позиции во општеството, биле особено внимателни каков впечаток ќе остават пред другите. Така што, не ми се верува дека местото кое ми го покажаа беше местото каде што ќерката на фараонот го најде Мојсей. Сепак, најважното нешто кое треба да го запомниме во однос на овие стихови е дека Бог ја имаше контролата врз настаните. Тој ја исползува Миријам за да се погрижи за бебето. А кога го отвори, виде дете и тогаш детето заплака. Таа се смили над него и рече: "Ова е еврејско дете." Тогаш сестрата негова и рече на фараоновата ќерка: "Сакаш ли да одам да викнам дојелка еврејка, да ти го дои детето?" Предлогот на Миријам беше многу добар и практичен. Како што можете да забележите, Библијата не е книга во која пишува само за директните дела и интервенции на Бог, туку книга во која пишува како Бог действувал и интервенирал, но преку зборовите и делата на луѓето кои му верувале. Слушнете како реагираше ќерката на фараонот. А ќерката на фараонот и рече: "Оди." И девојчето отиде и ја викна мајката на детето. Овој настане добар пресврт во приказната и ни покажува дека Бог ги благословува нашите дела и зборови, доколку ги правиме со вера во Него и во согласност со Неговите планови. Мајката на Мојсей не само што можеше да го дои своето дете, туку и доби пари за тоа. Мислам дека не можеше да добие подобра понуда. Сето тоа беше резултат на Божјото дејство и благослов. Забележете што пишува потоа. Фараоновата ќерка ѝ рече: "Чувај го ова дете и дои ми го, а јас ке ти платам." И го зеде жената детето и го доеше. А кога детето порасна, го одведе кај ќерката фараонова и таа го посини. И му стави име Мојсей, велејки: "Зашто од вода го извадив?" Ќерката на фараонот го засака бебето и го посвои. Со оглед на тоа што го најде во кошница на површината од водата, му го даде името Мојсей, што значи изваден. Мојсей се обидува да му помогне на својот народ. Сакам да обрнете особено внимание на следните стихови, бидејќи опишуваат важен настан од првите 40 години од животот на Мојсей. Тој живееше во дворот на фараонот како посвоен син на ќерката на фараонот. Со оглед на тоа што сопругата на фараонот се уште немаше родено деца, Мојсей требаше да биде престолонаследник. Ке го прочитам стих 11. По многу време, кога Мојсей порасна, отиде меѓу браќата своји и ја виде мајката нивна. И забележа како еден египтјанец бие евреин, еден од браќата негови. Сакам накратко да размислиме за првите 40 години од животот на Мојсей. Оние кои ги помина во дворот на фараонот, каде беше пораснат и одгледан согласно вредностите и манирите на египетската култура. Има неколку нешта кои треба да ги имаме на ум во врска со овој период од неговиот живот. Тој изгледаше како египтјанин, зборуваше и се однесуваше како египтјанин. Египетската култура и начин на однесување беа до толку дел од него, што кога отиде во Мидијанската земја, луѓето веднаш го препознаа дека од Египет. Покрај другото, тоа значи дека додека Мојсей растел, го носеле во храмот на сонцето и го поучувале да ги почитува боговите на Египет. Патем, има многу нешта кои треба да се кажат во однос на египтјаните и нивната култура и знаење. Од денешна перспектива, мислам дека некогаш ги подценуваме нивните достигања и не сме свесни дека знаеле многу повеќе од колку што мислиме. Например, тие ја знаеле оддалеченоста на сонцето од земјата. Нивната астрономија била феноменална. Знаеле многу нешта за вселената во која живееме. За разлика од некои од денешните научници, египтјаните не ни предпоставувале дека земјата е рамна. Не само тоа, туку тие имале добро познавање и од областа на хемијата. Покрај другото, имале и многу развиена уметност. Тоа го видов со своји очи кога бев во музеот во Каиро. Единствената причина зошто би се вратил во тој музеј е за да ги погледнам боите и цртежите кои египтјаните ги направиле пред илјадници години. Мислам дека голем дел од сликарите во денешно време би дале се што имаат само да научат како да добијат толку силни и светли бои како египтјаните во минатото.
Иако поминале над 4000 години од моментот кога се насликани тие цртежи, нивните бои се уште силни. Јас ја белев нашата куќа пред 4 години, а сега треба да го повторам процесот, бидејќи боите над зидовите стануваат бледи и ја губат својата свежина. Колку би сакал да имав од бојата на старите египтјани, заеднаш да ја избелам куќата и боите цел живот да изгледаат живи. Додека растеше, Мојсеј беше изложен на сите знаења и мудрости кои биле развиени во Египет. Тоа го дознаваме од проповедта на првиот маченик за верата во Новиот Завет, Стефан. Слушнете што пишува во книгата Дела. И ја научи Мојсеј целата мудрост египетска и беше силен во зборови и во дела. А кога навршуваше 40 години, нему му дојде наум да ги посети браќата своји, синовите Израелови. И кога виде дека еден од нив го навредуваа, го заштити, одмаздувајќи се за измачуваниот, го уби египтјанецот. Тој мислеше дека браќата негови ќе се огледаат дека Бог преку неговата рака ќе им даде спасение, но тие не сватија. Не смееме да го потцениме Мојсеј. Доктор Лука вели дека тој бил силен во зборови и во дела. Но времето кое го помина во Египет не беше доволно за да биде подготвен да ги води израелците. Затоа Бог ќе го однесе на нов терен. Кога Мојсеј виде дека еден од неговите браќа израелци беше угнетуван и тепан од страна на египтјанин, тој ги зеде нештата во своји раце и го уби египтјанинот. Наместо да се надава на Бог и од него да бара начин како да ги ослободи израелците, Мојсеј одлучи да го стори тоа на свој начин. Се разбира, Бог немаше да му дозволи да убие човек. Но Мојсеј веќе го стори тоа и затоа требаше да се скрие за да не го дознаат. Утредента излезе пак и виде двајца мажи евреи како се тепаат и му рече на оној кој беше виновен: "Зошто го биеш ближниот свој?" А тој одговори: "Кој те постави тебе за старешина и судија над нас? Да не сакаш и мене да ме убиеш, како што го уби египтјанецот?" Тогаш Мојсеј се уплаши и рече: "Значи, се разбрало за ова?" И фараонот чу за ова, па сакаше да го погуби Мојсеј. Но Мојсеј избега од фараонот и отиде во Мидијанската земја и седна крај еден извор. Мојсеј живееше 40 години во Египет, но дојде време да ја напушти земјата. Мојсеј минува 40 години во Мидијанската пустина. А свештеникот Мидијански пак имаше 7 ќерки, и тие дојдоа и црпеа вода и ги наполнија поилата, за да го напојат стадото на својот татко. Но дојдоа овчари и ги истераа, а Мојсеј стана и ги одбрани, им налеа вода и им го напои стадото. Тие се вратија кај таткото свој Рагуил, а тој ги праша: "Зошто толку бргу се вративте денес?" Тие одговорија: "Еден египтјанец не одбрани од овчарите, дури ни извади вода и ни ги напои овците." А тој им рече на своите ќерки: "Па каде е тој? Зошто сте го оставиле така тој човек? Поканете го да јаде со нас." И Мојсеј реши да живее кај тој човек, а тој му ја даде на Мојсеј за жена својата ќерка Ципора. И таа роди син, и му го стави името Герешом, бидејќи сум, рече, доселеник во туѓа земја. Мојсеј живееше како доселеник во туѓа земја, далеко од својот народ и од луѓето со кои порасна. Но тој период од 40 години, кој го мина во пустината, беше многу добра подготовка за повикот кој Бог ќе му го даде. Бог го искористи дури и неговото бегство, за да го обликува во човек кој ќе може да го води израелскиот народ низ пустината. Пред да биде водач во пустината, Мојсеј требаше да се запознае со пустината и да ја проучи. Следниот пат ќе размислуваме за околностите кои според мене многу добро го опишуваат Божјото откупување. Бог им вети на израелците дека ќе ги ослободи од робството. Но како ќе го стори тоа? Одговорот е на ист начин како што не ослободи вас и мене. Но за тоа ќе размислуваме следниот пат. Се надевам дека ќе ни се придружите во следното проучување. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели.
Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.